Со замрзнувањето на средствата од ИПАР-3 државата ризикува да загуби дел од парите планирани во програмата која на Македонија и е на располагање до 2027, предупредува опозицијата. Поранешниот министр за земјоделство се понуди да ја помогне на владата за деблокада на средствата и враќање на довербата во Брисел по корупцискиот скандал во кој директорот на платежната агенција беше фатен како прима мито од 400 евра. Потребни се решенија, потребна е итна и координирана акција, вели Николовски. Првин, утврдување на фактичката состојба, обемот и слабостите. Како претседател на Комисијата за земјоделство во Собранието, веќе побарав писмено детални информации за причините и обемот на оваа суспензија. Целта е јасна, да се утврди вистината, фактите и да се откријат институционалните слабости. Второ, врз база на овие наводи и извештаи, заеднички да се подготви обемен акцијски план, кој државата ќе го достави со задачи, со брзи рокови и ќе го презентира до Европската комисија. ИПАРТ програмата функционира на начин што финансира 50% од една инвестиција на земјоделците, а остатокот тие го плаќаат сами. Според информациите кои доаѓаат од опозицијската СДСМ, досега за ИПАР-3 склучени биле 453 договори во вредност од 35 милиони евра, од кои исплатени се само 10 милиони евра. Според Николовски, над 180 инвестиции вредни над 25 милиони евра се директно погодени од суспендирањето на средствата од ИПАРТ. За сега е нејасно колку време средствата од Европската програма ќе останат замрзнати. Според изјавите на владините представници, тоа ќе трае додека не се истражат и можни злоупотреби во минатото. Премиерот вчера кажа дека токму тој побарал суспендирање на парите. Рече и дека Брисел ја поздравил акцијата на обвинителството за организиран криминал. ЕУ пак е запознаена со скандалот и чека дополнителни информации од нашите институции, но таму се воздржуваат од дополнителни коментари. Илија Стоилев во петокот беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Прва рата од ветени 50.000 евра од агрофирма од Струга. Во случајот 5 се осомничени, 4 се во ефективен, а 1 во куќен притвор. Даниел Василев, Сител телевизија.